Поранешната автомобилска индустрија Руен од Кочани, по неколкогодишен прекин, наскоро ќе обнови дел од производството. Фабриката доби и ново име – Руен Инокс Автомобиле, откако на првата електронска аукција во Македонија за сума од 1,5 милион евра ја купи конзорциумот од фирмите Тинк Инокс и Офис Експрес од Кочани. Во тек се неопходните реконструкции на производните погони, испитувањето на перформансите на машинскиот парк, доработка на одредени алати, како и разработување на пазарот, пошто идниот месец се најавува почеток на производството. Планираме негде 1 јуни да биде старт на производството. Но во овој момент ги отвараме вратите на услугите, а тоа се репарација на квачила, термичка обработка за услуги и ковачница. Спремани се, веќе енергетски се способени, во понеделник стигнува и пропан-бутан гасот, електриката е во исправно состојание и спремно е да почнеме со услужните работи и дейности. Јорданов најави дека по рестартирањето фабриката ќе го задржи досегашното производство со воведување современи производи од инокс материјали и делови за потребите на современата автомобилска индустрија. Почнуваме со производство досегашно, значи комплетно спојки и делови за автомобилската индустрија и ќе покушаме да ги повратиме сите пазари кои порано се биле на Руен. Колку ќе биде бројот, почетниот број на вработени? Почетниот број на вработени ќе биде негде за почеток 120 вработени, а проектирано е негде до 340 да стигнеме. Мора да сватите дека ние мораме постепено да примаме кадри, бидејќи пазарот е запоставен, додека пазарите да се отворат, паралелно така и ќе се вработуваат луѓето. На пресконференцијата во просториите на фабриката, Јорданов рече дека рестартирањето ќе значи продолжување на 50-годишната традиција на поранешниот Руен и 25-годишната традиција на Тинк Инокс. Руен Инокс Автомобиле ќе започне на производството на досегашниот програм спојки и ќе се осовремени со производство од инокс материјали и делови за автомобилската индустрија. Руен Инокс Автомобиле ќе го вработи целиот стручен кадар кој што со своето знаење и искуство многу брзо ќе го раздвижи производството и паралелно ќе се примат и нови млади кадри кои ќе бидат иднината на оваа фабрика. Руен International Technologies пред 1,5 година отиде во стечај, откако францускиот инвеститор не успеа да ги подмири натрупаните долгови. Фабриката неколку пати неуспешно се продаваше во пакети, а дури во средината на минатиот месец се продаде делот во кој влегоа објектите, машините и алатите.